и да водат единствена политика. Вие ако се сеќавате кога беа тие преговори за ранковниот договор, Џафери и Мери зборуваа во еден глас. Од друга страна Црвенковски и Лјупчо Георгиевски единствено што правеа одеа меѓусебно се кодошеа кај Леотари Пердју за да ја добијат нивната поддршка во битката против својот политички конкурент. Значи тоа домашно единство отсуствуваше, а тоа во тие кризни ситуации ви е најбитниот момент, таа ви е најбитната брана од сите можни закани. Дека е така, тука само да се нафрлам дека во тоа време Љубе Бошковски е министер за внатрешни работи, Владо Бучковски е министер за одбрана. Нашата војска и полиција на теренот функционира како две спротивставени страни. Или уште да бидам попластичен, еве само еден пример. Во опсадата кај Рачиново, во прв момент загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи. И официјално соопштение до ден денес е дека загинали од терористите. Тоа е ноторна лага, до денеска се крие вистината. Тие тројца полицајци загинаа од армиска граната на нашата армија, бидејќи не си ги знае координатите. Значи до таму одеше таа заслепеност меѓусебна, што не си ги знае координатите, се испотепаа меѓусебно македонски полицајци и војници. И сега таа вистина уште се крие и од нивните најблиски. Него сакам само го нафрлам како момент околу тие причини за губење на војната. Потоа друг битен момент беше што во најзначениот дипломатски и политички центар, Организацијата на Обединетите нации, во тоа време го пуштија за дипломат Срđan Керим. Се сеќавате, тој човек беше најавуван како дипломат од кариера со огромно искуство, но на крајот излезе дека човекот единствено што правил бил обичен плагијат, препишувал книги и во тоа време 90-та година, пак ќе се навратам сега на таа година, дури одбегнуваше да се врати во државата на повикот на враќање на македонски дипломати. Сега јас тој човек, да кажем, во тоа време фактички ја преспа војната во Обединетите нации, не призема ниту една значајна активност за анимирање на тоа наше македонско лоби за време на војната од аспект на улогата што ја одигра албанското лоби за време на војната, и финансиски и од човечки аспект. И тој човек фати ја преспа војната. И сега јас не би сакал многу да зборувам за него, има многу да кажам кој, како и каде го вина во тие височини, но еве денови слушнавме дека ќе биде номиниран за председател на Генералното собрание на Обединетите нации и ние на нашата последна седница на извршниот комитет на нашата партија Народно движење за Македонија заклучивме дека во овој момент можеби не е добро да ги пласираме сите сознанија, баш имавме спремен еден текст за него по контекст сега на овие илустрации што се понуваат и заклучивме дека во овој момент не е добро да го експлоатираме во јавноста, бидејќи со тоа би можеле да наштетиме на самите државни интереси, бидејќи како што знаеме сега во оптек е идејата да стане прв човек на Генералното собрание на Обединетите нации. Значи сите тие елементи сега што ги кажам предонесува ние во таа војна фактички да ја изгубиме и на секаков план, и дипломатски, и политички, и воен. И тука јас сакам да укажам дека не ја спорам улогата на меѓународната заедница. Точно е дека меѓународната заедница има влијание во процесите, може и да продуцира војни, но убеден сум дека ние во најголем дел сите тие настани што се случија ги изгубивме како резултат на домашните политички слабости и на тоа неединство меѓу врвните политички елити во тоа време. Велат вака на подсмев иронично да дојдете до една валидна информација која што треба да ја користи на државата, не дај Боже да ја дадете на некој од македонските безбедносни органи, затоа што доколку му ја дадете како сервис да ја заштити државата, таа ќе заврши во непријателски раце. Важи ли таа формулација на она што денес е улогата и поставеноста на македонските безбедносни структури? Трагична е улогата на, јас како што кажав, до ден денес на македонските безбедносни органи, бидејќи вие што кажавте и да имате и случај најискрено човек да сака да ја помогне својата држава и да пласира некоја информација, за жал денеска целата таа агентура на службата е растрчана во партиските седишта, по партиите, сите фаќаат позиции, сите фаќаат места. Професори од факултетот за безбедност кои денес етен дел од нив се во пензија ќе речат дека се срамат од нивни студенти кои сега се наоѓаат во раководните структури на безбедносните органи, велат дека самите се срамат што им биле професори на такви студенти. Па се согласам со таа констатација, бидејќи јас тоа непосредно сум го видел, бидејќи затоа што целата таа агентура денес, како што кажав, сите тие реформи во нашата служба во овие 15 години се сведи на тоа што кој како дојде само ќе подели овие решенија за преместување, една гарнитура оди се деградира, па доаѓа друга гарнитура и овие припадници на службата за државна безбедност фактички деградирани, не работат ништо, се ја чекат новата шанса со новата власт. И тие денес се растрчени по партиите и за да им се додворат така на тие партиски раководства да фатат подобри позиции, што кажавте, ова носат информации, документи, прават сплетки, интриги,
фабрикуваат извештаи, а во сите тие извештаи за жал може да страдат и невини луѓе. 8 години се наоѓате во Министерството за внатрешни работи. Во 2002 година некому му текнало дека Јанко Бачев повеќе е некорисен и непотребен како началник на дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Кои беа личностите кои што ве истераа од таму и кои беа причините? Вака да ве исправам, јас сам се заминав од Министерството за внатрешни работи во тоа време. Но не по желба, нели? Па можев да останам сега, можеби нема да бев началник, али можев да останам. Да кажем, јас сум со високо образование, најмалку што ќе бев инспектор во службата. Него во тоа време јас заминав бидејќи еве како што кажав, имав можеби таа среќа и несреќа што видов многу работи кои што одат на директна штета на мојата држава. Иначе јас можев да си седам комотно во Министерството за внатрешни работи, си примам одлична плата, одлични привилегии и да го чекам своето пензионирање, ако ја сочуваме државата. Но гледајќи ги сите тие работи, јас тогаш дојдов во концепцијски судар со министерот Љубе Бошковски и посредно преку него и со тогашниот премиер Георгиевски. Бидејќи 98 година кога победи опцијата за промени, јасно се кажа дека сите тие аномалии ќе се расчистат и дека ќе се гради една нова државничка политика. А што се случи? Тоа дојда сопките уште на првиот момент, се направија страхотните грешки за време на војната. Тогаш можеби Љубе повеќе беше обземат со тој авантуристички дух. Така, во тоа време не ги слушаше најповеќе советите кои што ние тоа едно помало бројно патриотско крило му ги дававме во тоа време, бидејќи да повторам, ако номинално во тоа време ВМРО не на власт, целата служба фактички ја контролира Бранко Црвенковски преку тој таен центар што стално го спомнувам и во моите написи, има невидена контрола. И капка, јас првите така несогласување дојдоа некаде уште 99-та година, кога беше изборот за председател. Тогаш Љубе Бошковски, он го водеше тој тимот, па ми понуди мене да заедно да бидам јас во тој тим од наша страна, условно кажано македонска страна, а од другата условно кажано албанска страна го водеше Мендух Тачи околу лажирањето на изборите за Трајковски. Мислам тоа веќе не е тајна дека тие избори беа длабоко фалсификувани, како и сите претходни 90 и 94-та, кога СДСМ победи со таму 90 на пратеници. Значи почна да тлее тоа моје незадоволство. Круната беше кога видов дека работите се одат во неповрат за време на војната, не се води таа исправна државничка политика. И тој момент најверојатно јас му најавив дека на Бошковски дека ќе формираме нова партија и најверојатно они загрижени од тие состојби дека можеби сметал во тој момент дека во јавноста ќе бидат изнесени некои работи. Во тоа време една инсталација на раководно место во државна безбедност испрати една екипа од управата за оперативна техника, таа управа за прислушување, влегоа таму во моите простори, искршија службената каса, бироата, едно друго, и јас длабоко навреден од таквата поставка, повеќе не се појавив во МВР. После ми дава некој решение, како што кажав, за да останам во службата. Јас тоа го одбив, ја формиравме партијата, бидејќи прво што му кажав јас во тоа време на Љубе Бошковски, еве тоа имам и писмен доказ за тоа, ако сакаме да средиме работата, му кажав во тоа време, кога ги добивме сите тие информации околу војната, му кажав дека мора поттхитно да го приведеме Бранко Црвенковски, кога беше војната 2001 година. Тоа му кажав од причина што ние добивме до сознание дека за време кога се водеше војната, Бранко Црвенковски ги имал контакти со Али Ахмети во еден стан во Гостивар, во собственост на Министерството за одбрана, или поточно на контраразузнавачкиот центар на Министерството за одбрана во Гостивар. За цело време на војната се среќавале Милен Зечевич, Верушевски и Лазар Китановски од страната на СДСМ како тим, а од другата страна овој генерал Острени, Джелал Таири, овој заменик министер што беше за одбрана, и фактички они ја насочувале и ја договарале војната како да се одвива. А од друга страна Владо Бучковски беше министер за одбрана, неговата верна сенка Маријан Ѓуровски па бил линк од Министерство за одбрана ДУИ. И вие ако се сеќавате сите акции што ги спремаше Министерство за одбрана, македонската војска, сите беа осветени. Секаде наидува на мини, на нагазни мини, и фактички сите наши тие војници загинаа од нагазни мини, никој не загина во директна борба. И сите тие сознанија кои ги добивме, ја му кажав дека мора да